Уште еден вторник, како што знаете, вторник е ден резервиран за одлично шоу. Но овој пат имам потполен кредибилитет да го кажам тој вистински збор, потполно шоу во вистинска смисла на зборот, затоа што имаме првенствено мултимедијална личност, манекенка, мисица, а сега и едно од нашите најбарани и најдобри, јас слободно би кажал и балкански пејачки. Таа е синоним на жена која е многу храбра, на жена која е првенствено одлична мајка, но сепак според годините јас би кажал и првенствено преубава девојка. Инаку таа е виновничка зашто веќе мене 3 години ме гледате пред малите екрани во многу емисии, но сепак сега ме гледате во прва скопска телевизија. Инаку таа кога снимав со незе ми кажа, односно ми пререче нешто што тоа дефинитивно се исполни, таа ми посака да се еден ден да си го исполнам својот најголем животен сон и да се емитувам на телевизија. Затоа денеска во прва скопска телевизија гледаме нашата најголема звезда Кристина Димитри. Ме остави без збор, пред се здрава за тебе, за твоите гледачи и за твоите фанови, затоа што гледам дека бројката само расте и расте и мене навистина ми е мило. Се што кажа, можам само да ти кажам фала ти и не знам некојаш и да примам комплименти, некако скромно гледам на себе си, но еве ќе ти дадам еден комплимент на тебе, ти навистина стана број 1 во нашата држава и кога сите ми изборуваат против нормално, затоа што гледаа дека си во една нагорна линија, јас им велев дека еден ден ќе бидеш на тоа место каде што си сега и мислам дека ова не е крајот. Фала ти. Со оглед на тоа дека, ева нема да ја кажеме причината, нека видат некои лоши чичковци од нашиот систем кои ме забранија, точно 1 година не работев. Голема благодарност до прва скопска телевизија, која што ми овозможи да градиме македонска естрада. Кога зборам за македонска естрада, дефинитивно имам вистинската личност во ова денешно наше дружење, тој е Кристина Димитри, ќе зборуваме за многу теми, но сепак би сакал на почетокот да зборуваме за Инстаграмот, да вистина тука имаме многу коментари кои што се ширеа. Тема која што знам дека те прашуваат многу луѓе, поготово и мои колеги, но мораме да ја начитаме во секој случај. Тоа е, нели, објавуваше слики со дечко, ќе ми дозволиш, со оглед на тоа дека ти го спомна неговото име, тоа е Иван од Србија. Што се случуваше со тој човек? Јас и ти приватно се дружиме, знам нешто, колку што си ми кажала во тоа време, беше навистина многу среќна, но морам да те прашам, што се случи? Па ништо, тоа заврши, траеше 2 години, јас сум личност која што има секојаш. Во главно ми е долга врската, претходно имав нели брак, тоа беше следна моја долга врска. Ти си рак во хороскоп, ти сакаш долги врски, да. Кај мене не постојат авантури, не сум воопшто авантуриста во заљубување, затоа што кај мене ти го давам срцето, душата, се земи. Така да едноставно не беше тоа нешто во кое што гледав иднина. Дали е точно дека бил љубоморен? Да. Тоа е нормално. Не може да биде нормално. Зошто, например, ти не си љубоморна? Зошто мора некој дечко да е љубоморен кон тебе? Зошто? Кога сите знаеме дека си чесна, искрена? Па затоа што кога ќе добиеш нешто, некој еден таков целосен пакет, кој што можеби не си го имал, се трудиш да го задржиш едноставно на секој можен начин и дури таа љубомора може да прерасте и во некоја обсесија или во некоја болест, јас тоа би го кажала, така да научена сум на тие љубоморни испади затоа што Ме издервира и овие испади, виште, кога ќе слушам такви љубоморни мажи, ќе ги извадам и овие светки, више ми се смачи. Значи, многу се нервирам од љубоморни мажи. Живееме во 21 век. Имате прилика да добиете на лото седмици, да имате ваква прекрасна девојка, не знам зошто сте љубоморни, више ќе почнеме да дъткаме, еве ги си... Све ќе извадам сега, се издервирав. Добро, Кристина, извини за овој мој испад. Љубоморен испад. Ова е блага верзија на испадите кои што јас. Имало и полоши. Има. Можеш ли вака да ни раскажеш некоја конкретна случка од некој испад љубоморен на твојот параначен дечко? Смееш да се дружиш со овој, еј Давид ти пишува, не сме да ти пишува Давид, еј овој ти пишува, еј оваа другарка. Не сме ни другарки да пишуваат. Зашто? Па затоа што така едноставно жените се такви какви што се и не треба ни со девојките да се дружам, не треба да... А претрас дека жените можат, например, да те расипат.
Pa, na primjer, da. Mislim, една личност која што е стварена како мене, навистина не може ми го смени никој мојот ум, но сепак тоа се некои несигурности кои што партнерот ги поседува и едноставно јас немам таков проблем затоа што знам која сум и што сум. Не ми се случило партнер да замине со друга личност или да ме изневери. И мислам дека и кога им се случува тоа на жените или на мажите, наставно треба да се останат доследни и да се ценат себе си. Така. Што се случи со твојот Зошто те снема? Што се случи со твојот Инстаграм профил? Те снема на неколку месеци. Да, па ми беше исклучен. Си го исклучив чисто да едноставно бидејќи во тој момент сакав да се повлечам и едноставно ми одговараше тоа. Те натера твојот поранешен дечко да се повлечеш? Не, тоа беше моја одлука за Инстаграмот и се повлеков едноставно. И тоа ми одговараше. Така да кога дојде моментот да повторно го активирав и тоа е тоа. Нема никаква позадина. Се е како што треба. Тој период колку свати дека имаш вистински пријатели? Кога го исклучи твојот Инстаграм профил, имаше ли некој да се разочараш, да кажеш овој човек или оваа девојка не ми пиша, не се загрижи за мене? Па искрени пријателства можам да ги набрам на една рака, искрено. Сите можеме. Да, во тој момент знам еден од првите личности кој што ми се јави, тоа беше Јоцо, мој многу близок другар од Битола, сега го поздравувам. Баш се слушнавме пред малку. Он ме бараше, значи у тој момент и го променив бројот, но чисто тоа беше случајност. И он беше баш онака како што се случува каде си, преку брат ми стигна до мене и му кажа окей. Така да такви личности се личности кои што вредат и бидејќи на Инстаграм може секој да те следи и да следиш, но нели дали се грижиш за некоја личност е веќе нешто друго. Последна објава ти беше видео што го објави од мене, како јас те фалам во една емисија во која гостував. Тогаш те стема, не знам колку реферати ти пишав што се случува, дали си добра ова она. Сите не исплаши тој период, ама најверојатно ти си сакала да се одмори и сега навистина блескаш. Зборувавме за тој интересен период. Ќе го карактеризираме како тежок период од твојот живот или не? Па не. Не. Период во кој што ти пораста. Или созря на уште повисок левел ако е тоа можда? Па тежок период во мојот живот, единствен тежок период бил нели околу разводот и околу тие животни ситуации. Колку те разочара тоа што го направи Даниел Кимаковски? Леле, не би да зборам. Не сакаш да зборуваш? За него не. Зошто? Па едноставно му посакам се неубаво да си го живее животот на свој начин и како што си посакал, како и да е, и не би веќе да, мислам дека ние сме на вистина онака еден... Мислиш дека да направи доволен маркетинг? Не, ние сме еден доволно стар развод, така да. Да. Колку време помина? Колку време? Доста време помина. 7-8 години. Така нешто. Так. Добро, кога го спомна веќе твојот поранешен сопруг, ќе му честитаме ли? Доби трето дете фактички, доби ќерка. Дали ќе му честитаме? Па јас пред малку кажам, му посакувам се најубаво, на вистина, едноставно да како на себе си, така и на него. Се најубаво му посакувам и тоа е. Морам само ова да те прашам. Со цел да се учи мотивацијата што ти можеме да кажеме дека си самохрана мајка. Така е. Дали Давид, твојот син, односно првиот син на Даниел, ја запозна неговата, да речеме, полусестра? Не. Ти не дозволи ли? Па не, едноставно ние ти кажав и во една претходна наша емисија. Даниел многу деца добива. Даниел, секој наша емисијска дружина, Даниел има по едно дете ново. Мојот син има само еден брат, а тоа е мојот брат. Тоа е човекот со кој што ни израсна и го вика брат и тоа ќе остане така. Едноставно тоа ќе биде така секогаш. Добро. Не се ли ова таткото да каже, вистинскиот татко, чекај бе, Давид, прв мој сине, добив ќерка, може ли да ве запознам? Не бе, не го. Добро, ова сакаш да остане ваша фамилиарна тајна? Па нема фамилиарна тајна. Нема. Не сме фамилија со бившиот као. Добро, сепак, имате заедничко дете, сепак. Да се нашалиме малку, но на вистина се најубаво му посакувам, освен
на приватен план и на професионален да нешто сними, затоа што едноставно е човекот талентиран и треба тоа да го искористи. Дали си се довела до степен да си изервираш толку многу, да бидеш гневна на некој коментар кој што некоја неправда, некоја невистина, која што на пример ти ја кажува одредена просечна жена која што можеби трпи малтретирање дома, а ти затоа што си се развела, затоа што имаш свој став и се бориш за свое добро, таа се смелува тебе да те навреди со некоја нејзина погрешна теза. Дали некој хейт коментар ти извадил од кожа, буквално да земеш да полудеш, како ја преска што ги извади овие сетки ве се изервирав за тој Србинот. Вака сега, тоа е немоќ. Таа ги имаше многу такви. Значи, Имало, затоа да. Значи, таа жена која што ти коментира за развод, таа е таа што сака да се разведе, а не може. Или пак нема храброст. Да не кажам, не употребам некој друг збор. Нема храброст и тогаш ќе плука Нема по таа петрења. личност, а јас секогаш кажувам изволте разведи се. Ајде дојди, бори се или биди самохрана мајка или решавај ги проблемите сама како лавица ако можеш. Јас ќе те поддржам, јас нема да ти правам сопки, сплетки, како и да е, но на крајот од денот, кога бев помлада, замерував нормално и си викав, како е можно, зашто, па таа нема појма, таа ништо не знае, не ли ја коментира. Но сега, од оваа гледна точка, сваќам дека всушност ми е жал. Така е. И искрено го кажувам тоа, немам иронија и сарказам ова што го кажувам. Мене ми е жал за тие жени затоа што не секој има фамилија како мојата да те поддржи, да те прифати и да не само развод, туку една и друга професија, факултети и свашта нешто што мене ми паѓало на памет, во се сум била поддржана и едноставно јас сум благодарна на Господ, но мислам дека секој ако се потруди малку, дека може да успее. Да, ти дипломираше маркетинг, Да. мислам. Да. Така да. Кристина Димитри, во Давец на прва. Зборуваме за вакви теми, тогаш нешто ми бега десно во око на кај твоето убаво рамо. Не, подобро издепилирано од моето, тоа е факт. Но не гледам некоја татоважичка таму позади грбот. Добро. Да, ние гледаме моментално тука. Интересна татоважа во секој случај. Да. Која е мотивацијата за таа татоважа? Па, веќе неколку време размислував за и зборував често, јас од малечка зборувам за тој Нож во грб, нож во грб, да, кој што нож во леќа. многу ни е познат на сите. Така е. И некако од малечка секогаш да не зборам мобинг и слично, мене тоа ми е некако не сум толку нежна за да глумам, да кажам, жртва на таа тема. Едноставно, скоро секој доживува. Едноставно треба да знаеш кој си, што си, да дома те воспита, да не те допира ништо. Јас на Така е. мојот син му кажувам, ако некој сака да те испровоцира со нешто, не му дозволувај. Некој те провоцира, ти сврти се на другата страна. И едноставно не може, така да од малечки нозе до ден денес, од предавства, да кажам, од пријателства, од луѓе на кои што едноставно си им верувал и тоа е со текот на годините. Има ли некоја случка која што сакаш да издвоиш конкретно од тие предавства? Не. Затоа што ниту една не ми било толку значајна. Така. Но е убава символика и тоа е доказ дека колку ножеви да сум примала во грбот. Сепак сум тука кај што сум и сум продолжила понатаму. Силна и храбра. Кристина Димитри. Сега. Се наближуваме до една тема за која што не знам, мислам дека никој те нема прашано. Ова е моабет кој што го имавме јас и ти во 2023 година где при крајот. Леле, ти со годините. Јас многу памтам. Јас ти сме ракови со јарци упознак. Да, ти смисли, ја многу памтам. Ние сме ужас Ние сме катастрофа. во превод. Не, се шегуваме во секој случај. Тема која што тебе за прв пат по 3 години и по веќе земена диплома како новинар со огромно почитување кое што го гам спрема тебе и го имам. Не знам како ќе ја начитам оваа тема. Ти мене пред 2 години во декември 2023 Во толку и долго саат седеме во во 12 часот, да. Памтам дека врнеш, има видео за тоа. Ме замоли да објавам нешто на Инстаграм за твојата баба, се бараше крв. Кристина, нема да ти поставам прашање, оставам на тебе. Да ја раскажеш таа твоја приказна, ништо не знам, се нема видено, ништо нема зборувано.
остам на тебе. Не сакам само да бидам безобразен. Да, ме се најажив, не очекував сигурно некој стандард, некој скандал, Не. но Ова емисија покрај тоа што е забавна, сакам да биде мотивацијска за гледачите. тоа е малку тешка тема, затоа што после кратка борба, можам да кажам, баба ми почина. И во тој момент благодарна сум ти на тебе и на сите други кои што го објавија тоа што го барав, баравме крв. Потреба, да. Да. За донација. И се јавија и доста и мислам и девојки ми пишуваат оде и даваа крв и навистина сум им благодарна сите кои што ми излегоа во пресрет. Не едноставно така требало да биде. Тоа е еден навистина тежок период и кога првата баба изгубив бев малечка, бев 7 оделение. Иако на таа сум баш онака, јас сум таа моја баба прва. Втората баба е ја губам сега и сум многу посвесна некако. Кога почина, извини? Сега прави година дена. Пред месец дена, година дена. И некако сега на овие мои години, да кажам, тоа го доживеав многу поинаку и видов некои работи кои што претходно можеби не сум ги видела. Тоа е баба ми и дедо ми беа толку поврзани и пошто они имаат 3 ќерки и живеа сами, нормално, ќерките омажени. Таа беше мајка на мајка. Да, мајка на мајка ми и видов дедо ми едноставно дека буквално не да му се сруши светот, едноставно тој човек не е тој, затоа што таа му беше се. Он не сака и нас и сите, нема тука ништо спорно, но таа љубов едноставно меѓу двајца луѓе кои што имаат по 70 години во тој момент, гледаш дека постои 3 деца, внуци, правнуци. Да, постои таква љубов и тоа е едноставно навистина убаво да го видиш. И го видов во мојата фамилија и секогаш кажувам дека правата љубов постои. Можеби ја немаме ние во моментот, но некаде постои некој ја има. Мораме да кажеме со цел затоа што мислам, како што кажав, оваа тема до сега нема зборувано. Баба ти боледуваше од леукемија, тешка болест. Направивме сите колку што можеме, мислам дека таа нејзина крвна група беше многу ретка. Така што истражував баш тогаш на интернет. Јас можам да кажам дека е леста земјата и баба ти јас сум сигурен дека од некаде сите вас дома ве гледа и е многу гордан дека има една внука која што е многу силна и верувам дека можеби и си столб на семејството на некој начин. Можеби сепак тато е тато, ама мислам дека Кристина Димитри, познавајќи го нејзиниот карактер, е столб и баба ти е горда на тебе. Фала. Фала ти. Фала ти. После се што помина, денес гледаме на Инстаграм една многу убава слика со еден пасја. Не е толку како мене, да бидеме реални. Иако знам дека сакаш мажи со брада, не случајно имам брада. Ама штета, помал сум толку години од тебе, штета. Веќе ме чекаше месец дена за емисија пред некоја моја. Од 3 години имам брада. Зато ја чуваш? Да. 3 години имам брада, за да... Кристина, дека те чекам брада. Ама 6 години сум помлад, тоа е. Моментално не можам да се гледам како татко. Но дали дечкото што го објави на Инстаграм може да се гледа како татко? И кој е тој, впрочем? Тата треба да частеш. Па тоа е еден човек кој што ми се појави, да кажам, пред неколку месеци во животот и еден додворувач, да кажам. Одама го различно тоа избор, извини. Кој што на вистина не можам да кажам дека бившите партнери не се труделе, не можам да кажам, но едноставно е посебен по многу работи. Буквално како ChatGPT да го нарачано. Што збориш? Да. Ај нека ми реши некој задачи, молим те. Така да, на вистина онака се трудиме, гледа како буквално како да сум негово девојче, така се однесува и постар од тебе. Па да, постар од мене 10 години. Па добро. Да. И едноставно зрел маж. Зрел маж, така. И се труди на вистина околу мене, така да ќе видиме што ќе каже крајот. Него слушта побава, како беше неговото име? Не знам. Не знам! Значи, новија дечка на Кристина се вика, не знам. Тешко ли беше после
неистречни врски, нема да ги кажам разочарувања, да го запознаеш, не знам. И да му дадеш прилика на не знам, да биде дел од твојот живот. Многу топло е денес. Претопло е. Јунско издание, топло е. Вака сега. Немаме клима, само оттето. Добро, таа не го знаат гледачите. И они го чувствуваат. Ама веруваме како ќе растеме пред. Добре, ние сме ракови и ние едноставно можеме да издржиме на голема температура, така да немаме гајден. Немаме издржано во животот, топлото за нас не ништо. Вака сега, после, во мојот живот едноставно се појави личност која што се издвоила, можам да кажам. Од сите личности Барем може да знаеме што е во хороскоп, извини. Лав. Па добре, окей. Да. Супер. Така да тоа ни одговара на раковите. Да. Дали ке се разочараш? Дали постои многу она микроато? Добро. Го знаеш тоа од TikTok? Микро, деци, ато, мато, сомнеш во тебе, дека може да се разочараш од не знам. Во што? Од не знам. Од не знам. Да. Не може ништо да ме разочара мене. Браво, во животот не може ништо Не, да разочара. не. Тоа е навистина. Толку си многу храбро, ова е браво. Искрено го кажувам тоа, гледаш дека ти го кажав Да. одма, значи без размислување, затоа што навистина не може да ме разочара нешто што, како ти објаснам, едноставно може да ме разочара нешто што е животно, како болест, како смрт, како сериозни работи во животот, а вакви работи не. Мислам дека луѓе кои што се остварени и свесни и така понатаму не може да ги разочараат некои такви работи, затоа што мојот живот не зависи од партнерот. Така е. Пред изиграме една многу интересна игра со Кристина Димитри, последното мое трагично прашање. Секој прашање, уште ова е вакво? Уште ова е последно. Кога последен пат плачеш и дали ти знаеш да плачеш? Да. Плачам, најчесто плачам од среќа. Па секогаш плачеш, ти посакам секогаш да плачеш. Искрено, најчесто плачам од среќа. Што си навикната на несреќа исто како мене. Не на несреќни луѓе можам да кажам. Те разберам, исто. Кога мојот син едноставно ме воодушевува со секогаш нешто ново и со петки сега веќе почнува Да. Многу сум горда на него затоа што кога завршуваше сега со школа, добиваше тестови по 5 страници и математика и сите му беа решени со петка и навистина сум горда на него. Браво. Ништо не го терам. Нормално се знае ред. Го оставам кога сака во денот да напише домашно, да се напише, да се научи, значи му давам малку и право да самиот размислува за своја одговорност. Така е. Нема кај мене ништо присилно и он секогаш кажува дека јас сум секогаш вика мајка ми е најдобра и мене тоа ми е голем доказ за каков човек сум јас. За другите не битно. Плачеш во оние стрекни моменти. Да. Но во оние таждите, знаеш онака сама, да се затвориш, ја вадиш онаа шминка, маска која имаш пред, да речеме, телевизија, доаѓаш дома сама и плачеш. Дали ти се случило тоа? Не. Браво. Искрено не. Не се сеќавам кога последен пат сум плачала. Може би поминале многу години, зборам за некоја можда онака нешто што ме погодувало кога сум била помлада, а сега не. Одлично. Зборувавме за твојот нов партнер, за кој... Немам партнер, значи леле. А што имаш? Па додворувач реков. Чекај сега, Се уште немам партнер, кога ќе имам, тогаш ќе збориме. Можеме ли да го дефинираме како дечко? Ајде, веќе го дефинирам. Па со оглед на тоа дека смееме да објавиме сликата? Секако смееш. Со оглед на тоа дека гледаме тука слика. Како ти позираш, нели, пред него? Така е, да. Па ако на секој додворувач вако објавуваш слики, дај да ставам јас со тебе слика, молим те, ќе јас те додворувач. Па ти имаш со мене слика. Имам, да. Ехе. Сака да правиме штета. Не сме ние гушнати на слики, така? Да, сме. Само што мојот име не знам, моето е Давид, како твојот син. Така е. Зборувавме за твојот ов додворувач. Затоа, еве да замислиме дека немаш додворувач. Добро. Тогаш сигурно оваа игра ја знаеш, популарна е доста на социјални мрежи, се вика 10 но или ама. Добро, да. Нешто му фали, да речеме на место.
Да видиме што е тоа 10 ама со Кристина Димитри, да го видиме нели низиниот став за одреден нели маж додворувач. Може. 10 ама сите бивши уште ги има на Инстаграм од почет. Па 10. И да ги има се едно. Молам, вакво нешто немам. Веќе сега станува топло за мене. Ау, што е ова? Немам партнерот кога е со мене е секогаш толку обседнат да не да има бивши, што и да има е тотално неважно за мене. Се плашиш некогаш да не се врати на некоја бивша? Не. Браво. Знае дека има премија за себе и тоа е тоа. 10 е ама во ресторан. Сам се го плаќа својот дел, а твојот дел ти само си го плаќаш. Пола-пола. Па тоа ми е еден или Тоа ме нула. фетиш. Или нула. Да, се случило некој такво нешто? Не си имала работа со такви луѓе. Првенствено јас ако плаќам јас. Ако плаќа другиот, нема потреба за делење на сметки, тоа ми е стварно небулозно. Да. Во право си. Еве да кажеме на сите гледачи, да сите тие кои што имаат оние стереотипи зубава и згодна пејачка, млада, дали се случило ти да платиш потполна сметка на некој маж? Па нормално кога си со партнерот подолго, нормално дека јас ќе платам Така. некогаш и тоа е и ќе одиш и ќе ти спазариш, ништо тоа не е страшно срамота и слично затоа што jednostavно тоа е заедница. Браво. Тоа само сакавме да го слушаме. Еј, 10, но има само 10 сантиметри. Леле. Нели поглед? Нема да го одговорам. Само затоа што сум мајка и само Не, ради 10 тоа. ама има 10 сантиметри, не знам, 10 сантиметри му е носот. За Пинокио збориме. Па, Пинокио. Пинокио голема. Голем нос има, мислам, сакам да кажа. Не, 10 ама има, например, еве, голем нос. Голем нос. Да. Па види, искрено, ако има голем нос, тоа некогаш на машките знае да изгледа добро. Сега зависи како изгледа. Може Голем ако е нос, некој, да. може ако е некој борец и слично, може да му тоа му стои. Јас, пошто те познавам и за оваа тема с тебе сум зборувал и многу мои колеги зборувале, но морам да ти го поставам прашање и ти нема да ме го одговориш мене, туку ќе го одговориш сите тие кои што знаат да пишуваат. Ајде. Кецата твоја камера. Како ќе им објасниме на луѓево дека секоја девојка која што е убава, згодна и талентирана пејачка не значи дека е спонзоруша. Зошто многу луѓе зборуваат дека Кристина Димитри знаела да биде спонзоруша? What? Те молам одговорим. Па искрено, се што гледаат во мене, а е лошо, тие би го правеле на моето место кога би го имале, кога би влегле во ова тело и едноставно тоа би го правеле. Тоа е единствениот одговор. Браво. Јас немам потреба за тоа, затоа што кога не би влегле во ова тело би сватиле дека ова тело има и мозок. Така. Не е само тело, така И да тоа е страшно интелигентен мозок, а ти далje пречи свима какво тело Кристина Димитри има. Навистина изгледаш приубаво. Фала ти. Избежно е прашањето дали имаш направено некои естетски операции? Не, Да. немам. Зборува дека имаш ставено силикони, дали е тоа вистина? Не, Во градите? не. Природно се природно. Вчера беше баш на портали беше објавено како бујни гради Видов, на македонките и као јас дури се пошегував, се насмеав, затоа што прво не мислам дека јас имам нели бујни гради, но како и што пишуваше таму кога таа ќе ме погледне. Одлична си. Одлична си. Ви го Одлична си. денот, така да, тоа е доволно. Кога веќе зборуваме за музика, што се случува, што може да очекуваме од тебе во понатамошниот период? Па еве моментално со Димитар Андоновски договараме. Секогаш кога ми нема некој. Браво, поздрав Димитар, прекрасен човек. Да, многу добар човек и навистина онака сум ретко можам да се воодушевам од нашата естрада за некои луѓе. Он ме контактираше пред некој месец. Имало песна која што ја има напишана и ми кажа оваа песна единствено си ми ти од сите и као дали би сакала, реков да, затоа што едноставно нели песната е карактер. Ти можеш да ја представиш и да луѓето ти веруваат. Нели не можам јас да пеам Чувствително да ја нека разбереш, романтична така е. приказна кога не сум имала љубов која што таква трае, Да. не можам. Само додворувач. Да. Само не знам. Не можеш значи. Поздрав до Димитар, се нема видено точно една година. Така да, не знам, на вистина треба да ве спојам заедно. Ајде, нека излезе новата песна.
Слушав еден муабет, а ти само ќе ми го потврдиш дали е точен, дека кога имавте со Боно некаде 2022, мислам на крајот, заеднички настап концерт во Хрватска, Добро. се случил некој инцидент на враќање кон Македонија, дали е вистина или... Инцидент? Да. Немало инцидент. Па добро. ти- Можда сме се скарале, а инцидент не. Да, сте се карале, тој сакал во некој поевтин хотел, ти може би во поскап или така нешто. Леле. Дали е тоа вистина или птичката што би кажа ме лажеше? Ама многу е веројатно дека сме се скарале за некоја таква глупост. Да, значи вистина. Птичката била во право. Да, но добро, тоа не е ништо. Секојдневно ние сме имале секакви расправи, ние сме имале проби секој ден, ние сме биле заедно буквално секој ден. Така да нормално е дека ќе постојат секакви расправи и со роден брат ќе се скараш и со маж и така понатаму со девојка, така Со да. додворовач, не пак се. Што ќе му кажеме на Боно? Дека многу го сакаме. Ао, Боно, многу те сакаме. Еј, а дали ги сакаме следниве пејачки? Барбара Поповиќ или Марија Луиса, која ти е подобра од овие две? Што бирам подобро? Као целина или вокал или што и да е? Целина. Барбар. Поповиќ? Да. Зошто? Па некаде музиката која што ја снима е некако блиску до мојата. Поради тоа. Но немам ништо лошо за Луиса да кажам. Се знаете со Луиса? Не се знам лично, но нормално знам која и е вредна и работи, така да... Ете, например, Барбара нема нема толку настапи, Луиса повеќе настапува. Знаеш, секој некаде е изграден повеќе, но би избрала Барбара. Одлично. Лара Иванова или Андријана Јаневска? Па двете се супер. Да. Ќе изберам Андријана, само затоа што... Оу, ми изненади. Затоа што... Па повозрасна и, нели, некако, некој респект, нели, не можам да... Сепак Лара е, нели, нов артист и има време да се гради, но е на супер пат и наставно ми се свиѓа тоа што го работи. Поздрав и до двете Поздрав до прекрасни, да. Одлично. Како реагира тебе, да кажеме, твоите кога ќе слушнат, не знам, некоја лоша вест, лажна новинарска вест по порталите? Не знам, Кристина Димитри го кажа тој и тој, или Кристина Димитри го направи тој и тоа. Па не ни читаат моите. Моите си ја знаат керката и знаат дека немаат потреба ниту да ме бранат, ниту било што, не користат социјални мрежи, но нормално дека се им кажуваат и тука се лобирани, но не се занимаваат со. Од оваа наша интересна шоу бизнес револуција, односно индустрија, слободно ви кажува, продуценти, маркетинг директори, композитори и така натака, добила ли од некој непристојна понуда за водење на љубов? Леле, па... Искрено, како што кажав, оваа работа си има и друга позадина, но не сум годела никош тој пат. Да сум годела тој пат, веројатно дека мојата кариера, се што направив Ќе беше полесно. со овие две раце, нели, ќе беше многу полесно и ќе беше на некој друго ниво, како може би личности кои што прифаќаат некои такви патишта, но јас секогаш кажувам дека многу е битно да легнеш и да си имаш мирна совест. Не осудувам, секој си го бира своето како си сосеќа. Јас не би можела да такво нешто сварам. Мојот желудник не го може да. И тоа. Така е. Тоа го знаеме, но многу ме интересира дали конкретно некој се осмели, не познавајќи те тебе како карактер, да ти рече Кристина ќе го направиш тоа и тоа, ако сакаш да станеш тоа и тоа. Па може би не биле толку директни. Да. На поинти, ама ги имало. Ги имало како не, па не само во оваа индустрија, туку и генерално ми пристапувале така луѓе. Имав една понуда единствена така буквално во очи, каде што договаравме за спот, каде што беше спонзор човекот. И тој ми понуди, ви имам обезјавено во една емисија. Стан, кола, пари, се, буквално, само да сум јас на него девојка. Оу! И јас му кажав, тоа сега си го кажал и... Нареден пат ке добиеш шамарчина! Лошо изреагирав, у смисла пак се воздржав, инаку имам бунтовен таков. Не сакам да ми чепка некој
Твоето достоинство. Па да, имам такво его, на машко его да сум луда. И буквално парите кои што ги донеси договорот го искинав, парите му ги фрлив пред маса, си станав, се извинуваше после тоа, но не ми значеше ништо тоа, затоа што едноставно зборовите кои што му ги кажав се, можеби ти во овој момент може да ми овозможиш не знам што, но јас еден ден сето тоа ќе го имам, ама ти никош нема да ми имаш мене. Браво. И тоа беше тоа. А ние ветуваме дека Кристина Димитрик имаме почесто во нашата емисија, во сите други емисии кои ќе ги продуцира вашата нова урбана и омилена прва скопска телевизија. С оглед на тоа дека имаш во еден дел од твојот период од животот водителска улога, пред да ја одјавиш ти емисијата, би сакал, ако ти сакаш, да ни отпееш вака нешто. Што сакаш ти тоа, твој избор? Што би? Ајде нешто заедно да се испееме. Ајде ти си секојаш ко джубокс, тебе секојаш ти текнуваш. Чекај, сега баш Нели сега кој ќе ти трема. каже некој не ти текнува баш. Чекај. Дали сакаш нешто твое, дали сакаш српско, дали сакаш македонско? Па, сеедно, не знам. Ајде ова од Наташа Веквалац. Оригинал. Мене ми е срам. Поче ти, јас ке завршам. Ајде. Како одеш од почеток? Чекај. Немој да си у проблемот. Тоа не е почеток. Тој е рефренот. Леле. Причај за мои леđa. Да. Причај за моих леđa, то те боли, то те вреđa. Репови ми ломе крила. Коме има где сам била, kad niz vodu pustiš mene, Bog ti dao te poštene, što mi za leđa laju, setice u pokušaju. Dosta je. Доста е. Ајде сега да не одјавиш. Сега да се сликаме. Не, да не одјавиш. Да не одјавам. Кој може нас да не одјави? Програмата само што ќе ни паузирати, тоа е тоа. Ви благодарам што не гледавте, следете го Давид Видовски секогаш во секоја негова емисија, затоа што тој ќе биде еден ден бројден кај нас, а можеби ќе има нека балканска емисија. Ви благодарам. Фала ме на сите, чекај ја те бацам. Мојата не знам. Моја цел како новинар и целта на вашата милена прва скопска телевизија е да промовираме нови млади луѓе, поготово кога станува збор за млади уметници, поточно во овој случај пејачи. Станува збор за еден млад дечко кој е многу амбициозен и верувам дека ќе направи голема кариера. Како што дознав, ова е неговото прво интервју, станува збор за Максим Коцев, уметничко име Макс. Макс, добре дојде во Давид на прва. Фала ти што ме покани пред се, фала ти што ми ја даваш оваа прилика да ми биде моето прво интервју. Се надевам понатаму ќе се работува. Верувам дека ќе биде така, верувам дека ќе работиш со многу мои колеги затоа што си амбициозен и знам дека ќе изградиш одлична пејачка кариера. Фала ти. На почеток мораме да ги запознаеме гледачите. Еве да кажеме дека моментално работиш твоја прва песна, станува збор за песната Мартини. Точно така. Од каде инспирацијата за баш овој наслов, Мартини? Во песната се спомнува коктелот Мартини, кој што е еден од моите омилени коктели и едноставно ми инспирираше така летно коктел и така ми дојде идејата конкретно за насловот. Браво. Зашто? Морам да те прашам. Од каде инспирацијата да станеш пејач? Од мал се интересирам за музика, односно од мал пишувам текстови, слушам многу музика. За мене музиката е лек, како да кажам. Ме расположува музиката. Одлично, одлично. Дали твоите родители те поддржуваат во твојата одлука да се занимаваш со ова јавна професија? Ме поддржуваат, меѓутоа делумно, татко ме поддржува скроз. Тога е со мене и мајка ми исто, меѓутоа мајка ми е по, како да кажам, мисли дека скептична, да, малце поскептична и мисли дека не може да се просперира во Македонија со музиката, меѓутоа јас сакам да го покажам спротивното, се надевам ќе го покажам. Види, јас те поддржувам. Јас, но морам да ти Фала ти, кажам дека ја разбирам и мајка ти, затоа што живееме сепак во таква држава во која што живееме, но еве се трудиме, нели, Прва скопска телевизија секогаш поддржува млади луѓе, уметници, така да веруваме дека ќе се создаде една нова естрадна шоу бизнис револуција во Македонија. Така да навистина ти посакувам многу успеси и треба да се бориш за тоа што го сакаш во животот. Тебе еден пример спроти тебе. Кој е твојот став за македонската музика?
Моментално. Моментално, во овој момент мислам дека сме стабилни и дека одиме нагоре, бидејќи еден период искрено ќе си кажам, цело време ја следам македонската музика и македонската естрада, ме интересира баш и еден период беше падната. Едноставно немаше музика, беа само една екипа што правеа музика и што остана цело време тука на естрадава, тоа се дечките од Горила, што никогаш не престанаа да прават музика, другиот све згасна, меѓутоа мислам дека се враќаат сите и дека исто има многу млади артисти како мене што сакаат да почнат со музика, меѓутоа се плашат дека нема да успеат, али Какви промени би направил на нашата музичка сцена? на македонскава естрада би направил промени тоа сите, како да кажам, има многу познати артисти што пеат на српски јазик, односно дали на српски, дали на друг јазик. Тоа не ми се свига што се представуваат со песни што не е на македонски јазик, а се македонци. Може би тие својата кариера ја гледаат во странство, например, еве во соседна Србија, затоа што може би се поисплатени. Кој е твојот став на таа тема? Сега тоа значи дека музиката е работат од бизнис, не од љубов. Еј, кој најмногу те иритира од нашата македонска сцена? Еве конкретно артистите што пеат на српски, а се македонци, ги има многу. Издвои ми. Прв што ќе ми падне на памет, Пајак. Пајак. Да, Пајак. Зошто? Дечкото е супер, прави добра музика, све окей, си ја знае работата, меѓутоа не ми свига тоа што пее на српски. Кој е, например, твојот став, еве, за еден млад артист, да кажеме, Јанг Дади? Прави многу музика, се гледа дека се труди, меѓутоа јас конкретно, лично за мене се изборам, не е стил што би го слушал. Знам дека ги сакаш два Бона, Да, дури ги имаш и на позадина на телефон, дали тие се твои идоли? Да, најголеми идоли ми си и се ги следам нивните интервјуа, ги следам нивните ставови, учам од нив премногу. Следам темпото на работа што го работат и стварно ми се како мотивација за работа, многу голема мотивација ми се. Можам да кажам. Моментално ги поздравам дечките од два Бона, имаш прилика, те гледаат, да им кажеш што сакаш да им предложиш или да би им сакал да се порачаш. запознаеме. Дај Боже некој ден да стапиме заедно на сцена, дај Боже некој ден и дует да направиме, односно да направиме песна заедно. И стварно имаат музика што стварно највише ми се свига. Конкретно продукцијата Горила имаат посебен стил на музика што мислам дека превладува моментално во Македонија и нема некој што не ги знае. Поздрав за два Бона. И јас сум сигурен дека ќе те контактираат и дека ќе сработувате заедно, затоа што убаво е надевам. чувството кога нели се дава шанса, кога се подржуваат млади ликови. Макс, имаш потполна поддршка од мене и од целата екипа и од телевизијата на Прва Скопска телевизија, така да во наредни интервју те очекувам со песна, со закажани настапи, дај Боже, и да се гледаме само зубаво. Фала И ти ти премногу. посакувам многу среќа под ова звездено естрадно небо.